психолог на маса го коментираше моето обраќање, кога ви кажав дека еден наш сограѓанин на свадбата со неговата сопруга, веќе сегашна, го викнал и незиниот дечко и дури направиле фамилиарна фотографија заедно. И седиме, тоа седевме, ствари, ја не ви се докажав, тројца на маса, ја овој дечко, кој што е релативно млад, 32-3 години, и уште еден тип. И овој ни збори, ние вака го гледаме, а ние двајца по 50 години, и ние вака го гледаме и не ни се верува што збори. Пошто го викнал незиниот дечко, пошто тој дел од приказната, што жена му сегаш има дечко, бил дел од незиниот идентитет и он не сакал да се меша у тој идентитет. И ја го гледам, викам, не ти се чини ова малку болесно, а овој со мене други што седеше беше побрутален, му рече, види, ја на твое место, вика, да бев, така ќе одигнав на клоци тој дечкото на жена ти, што после тим хирурзи 3 дена ќе треба патиката од гзна му Мислам, али пази, и сега овој психолог, личност, ова психолог, кој коментира ова моје обраќање и ми вика, не е тоа ништо, ми вика. Пази, за оваа случка ми вика, не е тоа ништо. Вика, ке мене доаѓа, вика, тип, 28-9 години. И се жали дека го има оној проблемот јапанците што го викаат јао, тоест кинезите што го викаат јао пао. Значи, импотенција. И вика го седнуем, почињаме муаве да правиме на демек дома дали имаш некои стеги забрани, не вика, ја вика, уште живе со неговите, мислам, тоа е македонската национална трагедија, од тука мислам све почнува, но ја не сум психолог. И вика, не, вика, па дома, вика, мајка ми и татко ми, вика, ја ги слушам, вика, секоја вечер како се тамбураат. Секоја вечер и у брак. Свака час за овој сопругов, татко му, пичку матерно. У брак, пази, секој ден да пишеш домашна задача, тоа треба. И прво тоа почнало да нервира. И сега, добро, вика, каже. И го прашам, вика, па добро, вика, ти као се мислиш дека си ова импотентен, ама вика, девојка имаш? Вика, па да, вика, имам девојка. Колку време сте заедно? Па вика, 2 години. Па добро, вика, со девојка ти ви прави некој проблем да дое кај тебе дома, да пробате нешто, вика, она да... Вика, како, вика, виде таа комуникација, вика, се чепкате се, она... Па вика, ние уште се немаме сретнато уживо. И ова, вика, ева како, вика, се немате сретнато уживо? Имаат врска на Facebook и на Instagram 2 години. Абе, устата не може вилицава да ја вратам у лежиште, толку ми беше падната до тука. Луѓе, отидена е работава. И сега допрва ќе ги жнееме плодовите на реформите на Мила Финска. Ако уште некој се сеќава на Мила Финска, министерката од Квислинскиот социјалдемократски сојуз, каква штета направи у образованието со тие реформите, како беа тие за сексуално, не знам како беше тоа, за сексуално образование, така некако се викаше, не баш така, но така се јеби. Замислете кај отидена и кај ќе оди оваа работа. Има и трет случај. Комуницирале на Facebook. Значи, јас од мене идентитети на луѓе нема да откривам. Многу будали мислат, демек, пази, кој ќе се видиме ужива, да пазам шо ќе кажам, ти да не ме објавиш увидел Рома. И јас сум им кажел, па ја не сум ретардиран, бе. Кога сум спомнал име на човек нормален од живот, кој што не е јавна личност, кој што не е политичар, да го спомнам по име и презиме одека. Никогаш сум спомнал само политичари кога ќе згазеле на жури, која ќе направиле некоја штета или некоја голема глупост. Тогаш. Иначе ја луѓе од приватен живот со имење и презимење нема да чуете од мене. За каква сака причина нека се работи, за што сака. Не е битно. Значи има на мој пријател Керка седа тука фич и ги гледам, ја поздравив. Едва ја познав, но ја познав, пошто пораснала умеѓу време и така натаму и така натаму.
и седат со дечко и пијат сок или што даат сок и се гледаат, не прават муавет. И едно време дечко станува си оди, после саат време. И ја викам, дојди, викам, по име, дојди кам седни со нас, дојде, седна, допи го сокот, седна, шо преш, како викам, увеј, викам, нешто се каравте, пошто така изгледаше ситуацијата, знаеш, она као си уврска, понако ќе спрестане комуникација, па сте искочиле, па више нема што да си кажете и така дремете, се гледате овој стан. Викам, нешто се каравте, не, вика, не, ништо, вика, сега прв пат, вика, искочивме. Па викам, прв пат, па викам, ја не бе видов два збора да вкрстите. Па не знам, вика, на Фейсбук све беше супер кога се допишувавме, вика, неколку месеци, вика, и нон-стоп си правевме муабет и сега кога седнавме немавме више што да си кажем. Луѓе, вие синдроми се опасни, за ова треба, не знам, стручен тим, државата треба да поведе рачун за однесување на младиве, за нивните светогледи, за нивните промени во свеста што се настанети под дејство на новото време, новите вредности на ЛГБТ пропагандата, каква штета има направено во нивните мозоци, во нивниот начин на размислување и така натаму и така натаму. Не ви кажувам други примери. Од типот родител ти каже, па добро бе, па што има врска, па вика, па што има врска, па на керка ми вика другарките сите се лесбијки, па она не е. Добро, не мора да е. Ама како да ти кажам сега, да не се закача за мене. Значи не ми беше тоа битно. Битно ми е треба да се направи една научна студија, анкета широка, истражување, подитно оваа влада да ги направи овие работи, пошто нели се прокламира како демохристијанска, десничарска, која што се залага за традиционални вредности. Потребно е да се направи едно вакво истражување, да се види до која мера е испервертиран светогледот кај младите, оти ќе следат многу проблеми понатака, веројатно на ниво на колектив, на ниво на групно однесување и така натаму. Не се. Мора вака да го почнам клипот, ќе гледам да бидам и шо пократок. Мицко каже одговорница, премиерот Мицковски каже одговорница, вика, не се секирајте, ќе почнеме да апсиме. Па, пичка му матер, кога некој така ќе каже, директ ќе почнеме да апсиме, ја викам, зашо има толку неверни томи дека нема да почнат да апсат? Ја верувам дека ќе почнат да апсат, спротивно на одредени овие личности од нашето политичко милјеве, да кажеме Димчо од Ливица, кој нон-стоп ги обвинува ВМРО дека се бугараши, дека играат заедно со овие, со ние, дека се заедно приказната за промена на идентитетот. Види, ја сега да сум на местото на Мицко, како што ги имам сите лостови на власта и вака некој кој Димчо да ми вика цело време, ја ќе кажам мој па преку мој и ќе почнам да апсам уште следниот ден. Ја верувам дека тоа следи, без разлика вие некои што мислат за Мицковски за ВМРО, ја мислам дека тоа ќе следи и бидејќи верувам дека тоа ќе следи, ќе го гледаме во живо, тоест не мора да го гледаме уживо кој што правеше Груевски, само нека почна да апсат. Не мора да ги гледам како бизнес внесуваат уколи, како влагаат 500 души кај нив установи, па се прави така. Не. Никој нека не знае, само апсете ги, да знаеме уапсени. Па сакам да му дам неколку идеи на Мицковски, на луѓето што се у безбедносните служби, па и обвинителството. Значи имате интересни ликови за апсени. Не само вие крупниве што не понижува пред светот, што беа највидливи, како да кажам, делови од тој квислиншки систем на социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, него имате интересни ликови што беа у позадина, луѓе у сенка, например што ги справеа пропагандните спинови, беа во тоа Центарот за информации за пропаганда на СДС, се курчева, се правеа големи граѓани, многу напредни, овие типчина со леви ставови.
измислуваат топла вода, смислува начини, методи за дифамација, компромитација на други личности кои што од јавниот живот, кои што беа против тие квислиншки политики на Социјалдемократскиот сојуз. Истите тие фраерчиња граѓани од големото, од високото граѓанство ги има на слики по Охриди, Мохриди, со разни шпиони, од разни амбасади седнати, како коваат стратегии, пиар, како јавноста да се изманипулира, за да не успее референдум, за да се смени името, за ова, за она. Се надевам дека нашите безбедносни служби ги имаат овие слики, овие докази, овие информации, па и аудио фајлови, зашто да не, кој што тие служби никогаш не спијат. Јас верувам дека најбитно е овие лица од високото граѓанство, кои што доаѓаа некои од нив од разни невладини организации, малце да се повикаат прво на овај, како се вика, тоа информативен разговор, па ова, па зашто седеше со тој тамо, па шо муабет правевте толку седнати тамо, па вака, така. Значи, како да ви кажам, има исто така, еве, и Мицковски, мислам, ги спомнува, јас зашто не би му верувал, кога он баш така ги спомнува, ти видите, овие не го сакаат баш многу овие бугариве, тоа треба нешто да ви значи, кога бугариве не те сакаат, значи си на добар пат. А изгледа дека е тоа така. Но, ајде да не го тупам, да не преюдицирам ништо, да оставиме на времето да си покаже. Гледав исто една, сега не знам тоа дали е старо, една така, про-бугарски, ние скопски кажано бугарашка, така ја викаме, една, нека именувам кој е, нели, овие бугариве одма сакаат така да чуе дека ако именувам некого, па одма да ми се пуштат. Не се. Значи, замислете, на една наша телевизија, една наша емисија, му тврдеше на друг некој професор нешто, ние сме биле фашистите. Македонците сме ги, како вика, сме ги дискриминирале бугарите. Не сме им давале да влезат у уставот. Знаеш како вика, она е позната, кој прв ќе викне држте го крадецот? Па крадецот. Истата приказна и сега. Ти видете вам, да ви кажа нешто. Не случајно се тамо и сум ви го кажала, не случајно таа унија се собрани држави кои што во 40-тите години на минатиот век беа на онаа оска Токио, мислам, дремеа, уживаа во комфорната зона на таа оска Токио, Берлин, Рим, или Берлин, Рим, Токио, како сакате наречете. И такви држави е пуна Европска унија. Ти знаете што да ви кажам? Има една реченица дека тој еуфашизам, уставим фашизмот у принцип нема лице. Тој ви е производ на табиетот. И ова треба да го знаете. И дај бе еднаш бе, викнете ме бе, дајте ми некое значење, умрен сум да ми се дае значење. Викнете ме на еден состанок, прошверцувајте ме у таа комисијата, овие кои ќе заседаваат у таа, како се вика, историческата комисија, за тоа дали, кај што се преговара, за тоа дали сме македонци или не сме македонци, а ние како бајаги нешто преговараме, не дај Боже било каков компромис да направиме со нив. И само да влезам и да им кажам, например, една реченица. Драги мои бугари, историјата нема собственици. Ова го кажал многу паметен човек, да не ви го именувам исто кој, од кај знаеш, и он може да се изнервира што го именувам во видеоролна, може и умрен, сега не знам, нема веза. Значи, историјата нема собственици. Никој нема право да си ја присвојува историјата. Тоест, во превод, секој има право на крајот на криштата да дае своје толкување на историјата и тоа да биде најлегитимно и највалидно, како што секој народ има право на самоопределување, да каже јас сум тој и тој, зборувам на тој и тој јазик, имам таков и таков идентитет и можете да ни се фатите за Себастијан.
Јохан Себастијан Бах, познат нели композитор. Од тоа. И уште нешто ќе ви кажам на крај, една многу интересна приказ на како се вика тоа, како алузија на ова нели што го зборам. Се викал Ариберт Хаим. Тој е помалце познат доктор на Рајхот, на Третиот Рајх од Јозеф Менгеле. Зашто е помалку познат? Не знам, веројатно имал поголем, мада не е тоа одговор, поголем сенс да остане под радарот, не знам, но е многу помалце познат. И за разлика од Јозеф Менгеле, кој бил познат како доктор смрт, Ариберт Хаим всушност ја заслужил 10 пати повеќе таа титула доктор смрт. Зошто? Затоа што Јозеф Менгеле бил верен администратор. Тој верно исполнувал директиви што му доаѓале од горе, од врвот на Рајхот. Значи од Химлер како водач на СС, од Хитлер, од претходно Хайнрих Хаймлер, Рајх како се викаше, да, што беше убиен у Чешка, која беше тамо губернатор, од чешките илегалци, не е битно. Еден од идејните творци тој бил на Холокаустот, заедно со овој Алберт Шпер и компанија. Небитно. Значи, Менгеле бил администратор. Он извршувал директиви. Да, точно е правил експерименти на луѓе и така натаму, неговите експерименти за близнаците, за клоновите се многу познати и така натаму, и за некои други ствари што помалце ги знаат луѓето, не е битно. Но зашто бил Ариберт Хаим многу поопасен од него? Затоа што имал вроден садизам во него. Значи, он правил експерименти и употребувал методи на експериментирање со луѓе, што никој од него тоа не го ни барал. Инаку тој бил, неговиот ментор по медицина се викал доктор Пернков, исто бил под големо влијание, пази на ова теоријава на расиве, на расистичка теорија. Сега, што е најбитното тука, да ви кажам, бато Сашо? Зошто ја кога ќе ви кажам, пошторот губија, а преживеа пораката. Значи, губија Хитлер, но преживеа неговата порака, преживеа идејата на нацизмот, која што до ден денес е вплеткана во највисоките институции на она што се нарекува ДНС-о. Ке ви почнам од најмалиот факт. Дали знаете дека до ден денес медицинскиот атлас што го има направено Хаим, значи, се користи во САД и во некои други земји. Неговиот медицински атлас. Е голем научник, се па јеби ga направил добар атлас. Да му беше матер, сега не е битно што тој на луѓе го правил тоа и ми убризгувал бензин у срце, калиум и така натаму. Значи правил страхотни експерименти. Али битно е се учи од него. Сега, интересно е за него што, замислете, после завршетокот на Втората светска војна тргнуваат судењата на нацистите во Нимберг. Замислете. Тој го нема сменето својот идентитет, инаку бил еден од главните, бил главен лекар во логорите Захсенхаузен, прво бил и после бил во Матхаузен. Значи бил главен лекар, тамо ги правил експерименти. И завршува Втора светска војна. Германија ја губи војната. Тргнуваат процесите во Нимберг. Тој не го менува своето име. Некако избегнува да биде процесуиран во процесите во Нимберг. И не само тоа. Во 1953 година се вработува како општ лекар во Баден-Баден. Малку подоцна отворил и гинеколошка ординација и станал многу познат гинеколог. Сите жени доаѓале кај него на прегледи, бил човек од доверба, многу шармантен, многу го сакале, многу ова, многу она. За на крај, една од неговите пациентки, која што ја преживува војната, и еден од логорите кај што тој бил главен лекар, го препознава
Јавува на властите. Но што се случува? Некој претходно му јавува на Ариберт Хаим дека ќе биде следниот ден са бајлето апсен, он ја напушта цела фамилија, бега каде што бега, 30 години. Знаете што е да живеете во бегство? Тоа прво многу кошта, второ не едноставно. Дури да кошта многу, треба да најдеш вистински луѓе кои што ќе те штитат, ќе го штитат твојот лажен идентитет, оствари твојот вистински идентитет. И 30 години до неговата смрт, не знам кај умера, негде у некоја афричка земја, не е битно каде, како слободен човек. 30 години никој не знае кај му е трагот. Мислите дека тоа сам човек може да го обезбеди? Такви бегства се невозможни без заштита. Сега, ако ќе поврзете дека до ден денес од негови медицински атласи некаде се учи медицина, можете да замислите тамо кај што се учи, кој све му помагал. Значи, пазете, во времето во веќе повоена Германија си живее во 50-тите до 61-2 година слободно со несменето име во Германија, никој не го рчка, додека една од тие логорашките не го препознава и не јавува веројатно кај. И тоа пак морало да тргне потера по него и па некој му дојавува за да може да се скрие. Тој врв на дрскост да не си го смениш името, а си воен злосторник е навистина одликан само на големи психопати и оние со патолошка нарцисоидност луѓе. Инаку треба да знаете, пошто такви многу среќавате во вашите корпорации кај што работите, патолошки нарцисоиден тип, кој што работите или кој што е ваш надреден, ќе го препознаете по тоа што е премногу смирен, која треба да продаде лажна слика за себе. Премногу смирен, премногу насмеен, премногу пријателски настроен, премногу сочувствителен. Од тие многу добро знаат да изглумат и сочувство. Токму таков бил и Ариберт Хаим. Веројатно тоа му помогнало да го дочека да дочека смртта како слободен човек. Па вие видите сега со кои си имате и како си имате работа и зошто пораката има преживеано и зошто, као што збореше таа на телевизија, ние сме биле фашисти македонците. Ние да бевме фашисти до сега ќе не поканеа 6 пати сами да влеземе во ЕУ. Него имаме проблем. Ние ментално сме биле од секогаш на страната на праведноста, вистината, на страната на антифашизмот. Ние како луѓе кои живееле 500 години под турско робство, не тешко проголтуваме лоши работи, неправди кои му се случуваат на еден народ. Така што, тоа држте си го крадецот, се однесува на вас, а не и на нас. Ако имате некој проблем, нека викам само, мола, не, унесете ме таму, чисто онака да упаднам као падобранец, да им ебам матер. Ова егото збори од мене, а јас сум во суштина едно духовно битие. Медитацијата е моje средно име. Ја медитирам, да видите јога како правам. Ова никој не го знае од вас. Па ја бре јога како правам. Ја така ќе ја свиткам главата. Ја вадам кај гзот вака и можам да му намигнам. Ајде да ве видам бе, јогаши, направите го тоа. Ајде да ве видам. Значи, главата ја спуштате, меѓу нозе под гз, ја вадите вака горе, се извртуете, само вака му намигнувате на гзот ваш. Ајча.